Армија од пожарникари, војници, граѓани со цистерни и механизација ноќеска ја добија битката со огнената стихија, која им се закануваше да ги пеплоса градот и селата Бели и Тракање. Пожарот на поголемиот дел од територијата што ја имаше зафатено е изгаснат или локализиран и е под целосна контрола, иако на одделни места во близина на селото Тракање и ова утро се уште се забележува чат од огнот, сепак елиминирана е можноста од негово повторно букнување. Најголемата битка со пожарот се водеше вчера попладне и ноќеска, кога над 600 припадници на територијалните противпожарни единици од повеќе градови во државата, од армијата и местно население ја гаснеа огнената стихија. Најдраматично беше во периферните делови од западниот дел на градот, покрај боровите насади, каде беа загрозени семени куќи, производствени капацитети во мало стопанство, складот со течни горива и газ, како и голем број земјоделски површини со лозови и други насади. Денеска предпладне активностите на пожарникарите беа насочени кон гаснењето на огнената стихија во атарот на планинските села Костиндол и Новоселани, каде гори сува трева, појаси од борови насади, а се зафатени и дабова и букова шума на неколку десетици хектари. На теренот утрово излегоа и хеликоптерите на армијата. Денеска започна увидот на состојбите со куќите и другите објекти што беа зафатени од пожарот кај Кочани, за да може Општинската комисија за проценка на штетите да изготви записник. Станува збор за големи материјални штети, бидејќи во пожарот изгореа семени куќи, лозови и други земјоделски насади, помошни објекти. Среќа во несреќата е што нема жртви или посериозно повредени граѓани и учесници во гаснењето. Од дежурните медицински екипи помош побарале десетина граѓани кои вдишале чад, но по укажаната помош се пуштени на домашно закрепнување.